Зошто стотици македонски граѓани кои се повредени во пожарот во Кочани се лекуваат во странство. По трагедијата која однесе 59 животи, фактот дека Северна Македонија е единствената земја на Балканот која нема центар за лекување на изгореници и дека таков центар во оваа земја бил активен 16 години во периодот од 2000 до 2016 година е застрашувачки. Причината за престанувањето на функционирањето официјално и конкретно не е позната, но веројатно финансиските ограничувања и недостатокот од квалификуван кадар влијаеле на таквиот епилог. Ставот на македонскиот премиер Христијан Мицкоски, но и на надлежните од здравствените институции е дека и кога би бил во функција центарот за изгореници, тој не би имал поголем капацитет за згрижување од 4 до 5 лица. Искусните и стручни медицински лица велат дека на земјата е неопходен центар за лекување на изгореници и дека неговиот капацитет би бил значително поголем од оние за кои се зборува денес. Според медиумите, за изградба на модерен центар за изгореници за капацитет до 15 кревети би биле потребни од 20 до 30 милиони евра. И додека зборуваме за финансиските аспекти на центарот за изгореници кој земјава го нема, мноштво фирми кои всушност не постојат законски се богатат на сметка на државата. Според овие официјални документи, фирмата на која се води дискотеката имала блокирана сметка и формирана е во мај 2020 година. Според последните податоци, фирмата била во минус во 2023 година во износ од околу 3000 евра. Но дали тоа навистина е така? Досегашната истрага на официјалните институции покажа дека дискотеката во која избувнал пожарот не само што не поседувала лиценца, туку се работи за објект кој е наменет за лесна индустрија, а не за угостителство, како и дека во објектот имало само 2 противпожарни апарати, дека немало излезни врати за евакуација, дека пиротехничките средства се користени противзаконски, како и дека одржаниот концерт на групата ДНК не бил пријавен. Немало договор помеѓу бендот и организаторот. Колку ваков неадекватен угостителски објект и бројни други ширум земјата остваруваат профит и му нанесуваат штета на државниот буџет, кој веројатно не е во можност да издвои финансиски средства за центар за лекување изгореници.